Веќе председател на Нова Република, така? Добро вечер, благодарам за поканата. Имаме состојба која што на Блискиот Исток ескалира, вечерва седница на Совет за безбедност. Чинам дека бевте меѓу првите кои синоќи кажавте од политичарите зборам во Македонија свој став. Министерот за надворешни работи е денеска лидерот на опозицијата. Дали Македонија има усогласен став во поглед на тоа што се случува и каква е состојбата и односите што ги имаме со стратешките партнери во поглед на иранската криза? И дали е тоа добро? Па во моментов очигледно е дека повеќето битни политички фактори имаат усогласен став. Битно е да се има национална позиција за прашање кое што е особено значено и за Северна Македонија и за целиот регион, а впрочем и за целокупниот светски поредок. Затоа што ова денеска што го видовме и вчера всушност станува збор за една интервенција која треба да го спречи развојот на нуклеарна програма која што ќе биде користена од еден теократски режим кој нема кој сакаше да ја користи од таа нуклеарна програма, законувајќи се на регионот, на светот воопшто и Блискиот Исток и пошироко, и да потсетам дека Северна Македонија во третиот круг на достап на тие балистички ракети кои што тие сакаат да ги произведат и да ги стават во функција. Да, во тој контекст е и сепак загриженоста на голем дел од светската јавност со оглед на тоа дека цели на Иран во моментот се американските бази во околината, но имаше информации дека летаат проектили и кон Кипар. Да, ја проследив таа информација, мислам дека беше од британскиот министер за одбрана. Во тој контекст, Европа некако, дури утре ќе има некаков попрецизен став во поглед на тоа, но секако дека на еден начин ќе застане во подршка на условно кажано соборањето режимот, но колкава е опасноста од пошироки размери на ескалација на опасноста беше и е постојана се додека постои авторитарен режим и теократски режим кој што всушност одеше надвор на рушење на меѓународниот поредок. И токму заради тоа забележите дека поддршката на авторитарните режими оди меѓусебно. И таа оска која што ја видовме воспоставена и по прашањето на Венецуела продолжи да функционира и практично и сега и во реакциите на овие сојузници на Иран. Да се подсетиме дека тој режим ги финансираше и ги овозможуваше, ги произведуваше всушност и дроновите кои што ја напаѓаат Украина со руската инвазија. Затоа мораме да разбереме дека нашата принципиелна позиција е принципиелна позиција не само кон сојузниците, туку пред се кон сопствените граѓани. И заради тоа морам да потенцирам дека вчера бевта, добро сте забележале, првиот од политичките партии кои што представниците на политичките партии кои што реагираше, но драго ми е што денеска можам да забележам дека тој список е зголемен, што значи дека постои една свест за национален приоритет. За жал, оно што понатаму можеме да го видиме е дека да, ќе направиме пресконференција, ќе ги кажеме потребните работи и потоа продолжуваме со фолклорни соопштенија кои нема да ги коментираме. Знаете што, сепак ние ги очекуваме информациите од Советот за безбедност, но она што искуството го покажува од претходните конфликти во тој регион, ако тој се одржи на подол крок, не е толку опасноста од бомбардирање и гранатирање на територија, но опасноста е од нов наплив на бегалци кои ќе тргнат кон Европа. Треба ли Македонија да посвети барем внимание на тоа прашање како да се организира во своите стратешки партнери, пошто тоа веројатно ако страе долго ќе се случи. А рудата е повторно таа. Тоа е еден од ризиците, но да забележиме и следното. Да го земеме примерот на Венецуела, ако сакате. Бегалците беа во голем број додека не падна режимот на Мадуро. И вториот дел, забележете дека не станува збор за интервенција која што има за цел да донесе некому драга власт, туку да овозможи на иранската нација, на граѓаните на Иран, кои што го трпеле притисокот и практично се жртви на режимот, да всушност пристапат кон избор на сопствена влада, односно додаѓање на сопствена влада која нема да биде репресивна кон своите граѓани. Заради тоа, повторувам, ние имаме принципиелна позиција и Нова Република, забележувам и другите политички субјекти и мислам дека во 24 часа се покажа дека сепак може да има политички капацитет кога се сака да се бара. Предизвиците се многу, инаку она што го очекував да речеме од како се вика Советот за безбедност.
Мислам дека председателката на Републиката требала да има и малку еден пристап кон економските ризици кои што Тоа е настануваат. вториот аспект, да. Но тоа е изборот, сите Да почекаме да го видиме. Да, и сите ќе видиме што сме бирале пред 2 години. Ова некако како вовед на домашната политичка сцена, ако имаме за ова прашање усогласеност околу нашиот стратешки интерес, да речеме, до членството во Европската унија, како да нема, или пак има со различни фокуси, погледи на тоа како да се стигне до тоа. Па, ако ја земеме вчерашната разликата во временската реакција помеѓу политичките субјекти, ќе забележиме дека прашањето е истото. Денеска, кога ќе се тргнат на страна вокалните експресии, забележуваме дека на главните теми власта и опозицијата, парламентарната така наречена опозиција, која што служи во еден одреден период всушност да ги легитимира политиките на власта институционално, доаѓа до точка во која што не сака да признаат дека единственото вето кое што самите си го ставаме е сопственото вето, како што да речеме она со 50-100 колку се веќе тони марихуана. Знам дека ова ќе звучи на прв поглед чудно. Дојдеме прогласи опозицијата за платеник на власта, може. Не е проблем кој што сака нека прогласува, битно е што сметат граѓаните на Северна Македонија, што смета македонскиот народ и што смета нацијата. Да ве вратам на основната тема. Ние имаме проблем со корупција, ние имаме проблем со деиндустриализација на земјата, а таа ќе продолжи се додека ние главна индустрија државно очигледно и државно спонзорирана е марихуанската. Втора работа, ние не можеме да функционираме на хазардни игри, не можеме да функционираме на постоење на кладилници и не можеме да ја базираме економијата на јавни инвестиции, да пуштаме патишта кои што се во употреба веќе со години. Како ја следев последната вест која што имавте тука за обиколницата околу Крива Паланка. Таа е во функција, таа работи и да бидеме отворени. Ние задоцнивме со отварањето кон инвестициите од соседите и комуникацијата со нив, не само кон Бугарија, туку и кон Албанија, и кон Косово, и кон Грција. И сега ние ги имаме последиците од тоа дека треба да дојдеме што побрзо до исчекор во европската интеграција, која знаеме сите дека ни е неопходна и дека ја сакаме. Но таа сега ја кочат политичките елити, не велам политичките партии. Тоа е причината зашто партиите се разбиени од како например го толкувате оно последното најавено од премиерот дека 2027 иако на еден или друг начин демантирано, но сепак постои како опција, премиерот не зборува на памет, постои како опција можеби повеќе во think tankoви организации, идеја за начин на интеграција на Македонија кон, мислам, на Западниот Балкан и Украина кон Европската унија. Тоа подразбира секако уставни измени. Како го толкувате тој негов вокабулар или таа негова изјава и тој негов став околу тоа што може да не очекува ако направиме, например, исчекор, тоа е нели уставни измени, дали тоа некаква подготовка без нервози, подготовка за уставни измени или пак е само моментална риторика? Пред 2 години владата на Мицковски зборуваше дека Коридор 8 тоа е неисплатлива инвестиција, нема ништо од тоа. Истите министри кои што го зборуваат тоа трчаа сега да се сликаат за подпишување за тунелите кон Бугарија, за подпишување на коридорот, кој што патем речено НАТО го прогласи за стратешка инфраструктура. И истото им беше кажано пред 2 години, но тогаш не сакаат да слушаат. Не да слушаат мене, вас или некого, да ги слушаат фактите. Затоа ќе кажам повторно. На сите ни е јасно. Значи, што е потребно? Уставни промени, односно дополнување на уставот, да не зборуваме за промена, ветинг во дипломатија, политички партии, правосудство, медиуми, отворање на досијата на поранешните служби и следните практични фази. Донесување на новиот кривичен законник, направен од во соработка со Европската унија, кој сега го саботираа со донесување на измени кои што всушност ќе ги безмалку ќе ги амнестираат сторителите на злоупотребна службена позиција, проширување на опфатот на рестриктивните мерки со СОНИ од САД за црните листи кои што се таму направени, кои што се очигледно функционални и секако проширена конфискација на нелегално стекнат имот, бидејќи тој што го стекнал имотот не може да го пренесе на некои своји блиски роднини, пријатели и така натаму и потоа да се го користи во така наречени црни денови. И во тој контекст Артан Груби има некаква улога? Да, мислам дека прашањето на Артан Груби е особено интересно. Не знам зошто имам чувство дека тоа особено го интересира поранешниот премиер Груевски. И вие имате чувство и премиерот има чувство. Имате ли информации? Не можам да кажам дека имам информација, во моментов ќе речам дека имам само чувство. Добро, ама некако многу важна фигура излезе Артан Груби, ако е
политичка бомба, да речеме, или пак можеби е тоа дел од идеја за застарување на процесот, чинам уште неколку месеци. Тоа е нешто што се случува во последниве 5 години, затоа зборувам основното прашање на марихуаната го поставам повторно. Тоа е сплет на политички фигури и политички функционери во повеќе владени мандати. И затоа го поставам прашањето прво, кој се обиде да го затвори, односно да не зборува за случајот, за аферата. Второ, кој се обиде да тоа го сведе на ете, имаме некаков успех, бидејќи сме спровели некаква акција за која очигледно половина од домашните органи појма немале, а другата половина не знам. Те зборувате за случајот со марихуаната? Да, бидејќи таа е всушност сплетот на политички фигури распоредени во различни партии кои функционираат практично во картелско здружување. Ова што го гледаме со марихуаната е фактичко, но политичкото картелско здружување 30 годишно и тоа добро ни е познато. Конечно да се вратиме назад. Што е финансирано со тие пари ако станува збор за нелегална трговија? Второ, колку време се случувало таа? Трето, кој се знаел за тоа? Но да се вратиме на суштината. Тие пари зашто биле употребувани? Па денеска оние малигни влијанија, што мислите дека Кремљ или Пекинг или не знам Техеран ги финансира од собствени пари, од такви пари се финансираат. И ние потоа зборуваме, ама Европска унија ние имаме проблем. Не, ние имаме сами вето, бидејќи ние не сакаме да воспоставиме владење на правото во собствена држава. Сега ако се вратиме на владењето на правото, што беше еден од условите за оние think tankoви кои што ги зборувате, нели, да идеме сега да нема право на глас, да нема право на вето новата членка, а едно од барањата кои што беа зборувани од некои од нашите политички раководители, што беа да не започнеме со преговори со клучното поглавје, кое што по француската методологија не беше дадено, тоа е владењето на правото. Ви ставивте и во власт и опозицијата на иста страна, тоа парламентарната опозиција. Да, парламентарната опозиција, легитимно е тоа од ваша страна како политички субјект. Дали се наметнувате како контратежа на таквите политички? Нема зашто да се Што и треба на Македонија, зборам, околу вашата нова политичка. Ова што го кажавме. Нашата нова политички ангажман. Ова што го кажавме. И не зборуваме за ништо дека можеме само ние да го направиме. Напротив, ние сите, не само значи Нова република, ние не инсистираме на тоа дека сме единствени, но сакаме да ги повикаме сите оние кои што се во моменталните распоредени во моменталните политички партии. Тие што сакаат да го напуштат погрешниот курс на државата, имаат можност, начин и имаат простор. Не само кај нас каде што мислат дека може, но ние мораме да ги направиме овие 6 точки кои што ви ги зборувавме претходно. Тие не се за мене и за вас, тие се веќе за нашите деца и за следните генерации. Нашето е доста пропуштено. Благодарам за ова, гостојање. Благодарам.